Добар ден, јас сум Александра Вуксановиќ. Гледате вести на Слободен печат. Знамињата на половина копие, ден на жалост во Австралија, постраутниот терористички напад во Сиднеј. Црниот баланс се искачи на 16 загинати, десетици се ранети. Светските метрополи ја засилуваат безбедноста околу еврејскиот празник Ханука. Според австралиските власти, двајца мажи, татко и син, го извршиле нападот. Тие облечени во црно биле видени како стојат еден до друг на мал мост и пукаат со пушки кон луѓе на плажата. 50-годишниот татко загинал, додека 24-годишниот син е во стабилна состојба. По потресите биле пронајдени импровизирани експлозивни направи во возило поврзано со убиениот напаѓач, што е еден од факторите за прогласување на нападот за терористички. Високите службеници во истрагата изјавија за АБС дека во автомобилот на напаѓачот се пронајдени две знамења и на ИСИС, иако полицијата на Нов Јужен Велс се уште официјално не ја потврдила оваа информација. Овој случај во Австралија повторно ја отвори јавната дебата за безбедноста, менталното здравје и контролата на оружјето во земјата, која со години важи за една од најстрогите во светот. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху ја обвини австралиската влада за неуспеси во борбата против антисемитизмот, што според него довело до трагедијата. Нетањаху изјави дека му пишал на својот австралиски колега Албанес во август, предупредувајќи го дека одлуката на владата да признае палестинска држава додава масло на огнот на антисемитизмот, ги охрабрува оние што им се закануваат на австралиските евреи и ја разгорува омразата кон евреите, што сега се крие на вашите улици. Израелскиот председател Исак Херцог во видеопорака рече дека гнасните терористи намерно ги таргетирале невините еврејски семејства кои ја слават првата ноќ на Ханука. Светските лидери го изразија својот ужас од терористичкиот напад на плажата Бонди во Сиднеј. Продолжуваме со случувањата дома. Утрово во 7 часот и 20 минути беше почувствуван земјотрес на територијата на Македонија. Земјотресот бил со јачина од 3,1 степени според Рихтер. Епицентарот на земјотресот бил на 35 километри од Приштина, на границата меѓу Косово, Србија и Македонија. Жители на Скопје и околината сведочат дека почувствувале кусо, но силно тресење. Некои велат дека земјотресот ги разбудил. Премиерот Христијан Мицкоски побара јавното обвинителство да отвори постапка против СДСМ, обвинувајќи ја опозицијската партија за континуирано ширење паника, страф и дезинформации поврзани со наводниот договор за прием на мигранти од Велика Британија. Според Мицкоски и покрај повеќекратните деманти од владата, СДСМ продолжува со истата реторика, што како што нагласи представува кривично дело создавање немир кај граѓаните. Премиерот категорично отфрли дека владата има каков било договор за изградба на мигрантски кампови, потенцирајќи дека во Македонија нема да се примаат мигранти. Во меѓувреме, владеачкото мнозинство најави собраниска резолуција со која ќе се осудат, како што велат, манипулациите и лажните вести на опозицијата, а ќе се потврдат политиките против нелегалната миграција. Од СДСМ пак реагираат дека предложената резолуција е обид за прикривање на наводен договор мигранти за пари, тврдејќи дека во документот нема јасна забрана за прием на мигранти од Британија. Лидерот на СДСМ Венко Филипче најави дека утре ќе биде познато новото раководство на партијата, откако на негово барање на почетокот на декември оставка поднесе целото раководство. Филипче во изјава за Централниот дневник на Сидел рече дека веќе е готов списокот со лицата кои ќе бидат дел од новото раководство и дека тоа ќе биде комбинација од искусни и млади луѓе. Тест периодот на проектот Безбеден град дава охрабрувачки резултати. Возачите забележително ја намалија брзината на движење, а бројот на сообраќајни незгоди бележи пат, рече министерот за внатрешни работи Панча Тошковски. Тој рече и оти е горд што македонските граѓани и во тест период кога ќе се вметне едно решение, покажале дека се вистински европјани. Во врска со забелешките од граѓаните, Тошковски изјави дека сите проблеми и евентуални неправилности поврзани со функционирањето на системот Безбеден град, кој е во тест фаза до 1 февруари, ќе можат да се пријавуваат
пристапуваат преку посебен пункт во управните служби на МВР, како и преку интернет платформа, што ќе биде дополнително воспоставена. Поранешниот државен правообранител Фехми Стафа е осомничен дека побарал и примил подкуп за да влијае врз судија од апелациониот суд за на негов клиент да му се укине мерката притвор, соопштија од основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Против него е почната наредба за истрага и на товар му се става кривично дело примање награда за противзаконско влијание. Според обвинителството, осомничениот од октомври па се до завчерашниот ден примил 50.000 евра за да влијае врз судија. Од денеска Македонија добива нов директен лет до Прага, пошто Скопскиот аеродром станува побогат за уште една редовна рута во мрежата на нискобуџетската компанија, авиокомпанија Визер. Новитетот е дел од пакетот проширување што го најави владата во летниот период. 5 нови линии произлегуваат од договорот склучен меѓу институциите и авиопревозникот, кој беше официјално потпишан во јули. Тогаш вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски најави дека со овие летови се очекува засилен туристички и бизнис проток кон земјава. Со денешното лансирање на рутата за Прага започнува и практичната реализација на договореното проширување со кое Скопје се поврзува со уште неколку европски метрополи. Скопскиот и Белградскиот аеродром годинава ќе го забележат најсилниот раст во регионот, секој со над 200.000 седишта. Зголеменото присуство на компанијата Визер го поттикнува растот и во двата града, објави специјализираниот сајт за авиација XU Aviation. Како што се приближува крајот на 2025 година, речиси сите аеродроми во поранешна Југославија ќе го зголемат својот расположлив капацитет во текот на првите 3 месеци од 2026 во споредба со претходната година. Политиките на владата во авиосообраќајот даваат резултати. Скопје е апсолутен лидер за првиот квартал на 2026 година, со нови 316.000 седишта. Искоментира на својот Facebook профил министерот за транспорт и врски Александар Николовски по повод објавените резултати на домашниот авиосообраќај. Речиси 2 недели по отворањето на новогодишната манифестација Зимзоленд. Надлежните институции и нивните инспекторати конечно решија да отидат на терен и да ја разгледаат законитоста на овој настан од аспекти на сигурност на реквизити, дозволи за продажба на храна, како и начинот на кој гостите ги паркираа своите автомобили. По оваа координирана, но сепак задоцната акција, тие утврдија низа нерегуларности кај штандовите за храна, паркирањето и дозволите за користење на реквизитите, пошто го отворија тефтерчето за казни и најавија дека има големи шанси репертоарот на Зимзоленд да заврши побрзо од предвиденото. Агенцијата за храна и ветеринарство за слободен печат вели дека по пријава од граѓанин извршила увид на просторот, при што се утврдило дека организаторот Мегалуна 25 Дуел Битола не бил регистриран во агенцијата како оператор за храна, ниту пак ја извести ЛАХВ дека на Зимзоленд ќе се продава храна. Темата е на Филип Николов. Времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Во утринските часови наместа ќе има појава на магла. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од северозападен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од -6 до 0, а максималната ќе достигне од 9 до 13 целзиусови степени. Во Скопје предпладне во делови од котлината ќе има појава на магла. Во текот на денот времето ќе биде сончево и претежно тивко. Минималната температура ќе се спушти до -5, а максималната ќе достигне до 9 степени. Како што информира УХМР, до крајот на неделата времето ќе биде сончево и претежно тивко. Одиме со неколку вести од светот. Најмалку 21 лица загина, 32 се повредени во катастрофалните поплави што го погодија мароканскиот крајбрежен град Сафи во неделата. Силната бура предизвика хаос на улиците, поплавувајќи куќи и однесувајќи автомобили, оставајќи трага од пустош. Според локалните власти, само 1 час интензивен дожд бил доволен за да предизвика порој од каллива вода што навлезе во десетици домови и продавници. Водата однесе автомобили и блокираше бројни патишта во овој град на Атлантскиот брег, кој се наоѓа околу
околу 300 километри јужно од главниот град Рабат. Потврдено е дека најмалку 70 стамбени и деловни згради во стариот дел од градот се поплавени. Катастрофалните поплави доаѓаат по 7 последователни години силна суша, што речиси исушија некои од главните водни резервоари во земјата. Најмалку 16 матуранти загинаа во пат на автобус во Колумбија. Автобусот превезувал ученици на матурската екскурзија, при што се урнал во клисура длабока 80 метри. Учениците од 11-то одделение последно се враќале од одмор на плажа на Карипскиот брег во Бело. Повредените се пренесени во болница. Според официјалните информации, повеќето од нив се на возраст меѓу 16 и 18 години. Се истражува што довело до несреќата. Рускиот канал Маш на Телеграм објави снимка од падот на рускиот воен транспортен авион 2 во регионот Иваново минатата недела. Снимката го прикажува авионот како се распаѓа во воздух. Руската државна новинска агенција ТАСС објави, повикувајќи се на службите за итни случаи, дека сите 7 членови на екипажот загинале во несреќата. Се верува дека инцидентот е предизвикан од технички дефект на авионот, кој е во употреба повеќе од 50 години. И уште една информација. Во Њујорк идниот месец се отвора првото кафуле за состаноци со вештачка интелигенција. Луѓето ќе можат да излегуваат со дигитален партнер. Амбиентот е дизајниран да личи на класичен романтичен состанок. Пригушени светла, маси за едно лице и специјални држачи за мобилни телефони, каде што вашиот дигитален партнер седи додека вие пиете, грицкате и разговарате. Ова прво кафе за запознавање со вештачката интелигенција можеби е само експеримент, но покренува сериозни прашања за иднината на човечките односи. Ви благодарам што погледнавте уште едни вести на Слободен печат. Повеќе информации ќе најдете на нашиот сајт.